носејќи ја Исусовата пештерка и пеејќи ја радосната предвесничка божикна песна Вечниот Бог, најмладите прилепчанчиња утринава коледарски го најавија престојното рождество на Богомладенецот Исус Христос. По неколкугодишен прекин на оваа традиција, на камената бина во центарот на градот, коледарчињата повторно беа дарувани со новогодишни колечиња од страна на градоначалникот Борче Јовчевски. Според отец Веле Спирковски, повторното востановување на бадниковите поворки има огромно значење за зачувувањето на нашата православна вера. Коледарчињата и оние кои што ја пеат песната Вечниот Бог се праслика на самите ангели и овчарчињата кои што го објавиле Христовото рождество кога се родил нашиот Господ Исус Христос. Со правењето на овие бадникови поворки е на мисија на нашата Македонска православна црква да ги повикаме она кое што е паганско, она кое што не е добро и се провлекло во нашата вера како нешто што не суштествува во православието, лека полека да се искорени, туку на чист вистински православен начин да ги славиме и да ја сведочиме нашата вера. Чествувањата по повод утрешниот празник Божик продолжуваат вечерва кога во секој дом се поставува бадниковата трпеза која е исклучиво посна, а сите членови од семејството бадникарат во исчекување на радосната вест за раѓањето на Господ Исус Христос. Гравче, кора со оривче, посна сарма, од благо баклава прам, тиква, така тие работи ги практикувам и тоа ми е главното. А лепчето го прам со паричка и вечерта кога ќе седнеме да вечераме, сопруг го зема, го врти 3 пати, после крши и го дели. Прво за Госпо, за кујчета и со ред спрема годините на сите ни дава по едно парче. Како девојче, кај мајка ми за Василица паричката ја вртевме, откако се омажив, свекрва ми имаше обичај за бадник и сега јас ги практикувам и двата обичаи, и прво бадник па после Василица. Инаку, синоќа низ Прилеп, по 2 годишен прекин, на повеќе места гореа и коледарските огнови, традиција која прилепчани ја практикуваат од памтивек.